Од денеска започнаа описите на праводеленците во основните училишта во Кочани. Според официјалниот список од МВР и општина Кочани, оваа година во праводеление ќе се запишат исти број на правачиња како и минатите години, односно 336 ученика во 5 основни училишта во Кочани. Во основното училиште Марина Попиванова оваа година ќе се запишат 64 правачиња, а училиштето денеска ги отвори вратите за упис на новите ученици. Денес 5 мај започнуваме со упис на правачињата во нашето училиште, нашите ученици кои припаѓаат по теренот кај нас. Значи оваа година имаме негде околу 63-4 наши ученици кои припаѓаат кај нас, како што кажав, и се надевам дека децата ќе се чувствуваат и како и секогаш во нашето училиште пријатно и ние стоиме секогаш за нив. Воедно повикувам, значи, на уписот и за родителите, значи да се дојдат во предвиденото време. Сите имаат добиено, се поканите уредно и приемот ќе се врши, значи, како по закон кај стручната служба, што мислам пријатно ќе се изненадат самите ученици од условите што ги нуди нашето училиште. Првачињата срекни што од 1 септември ќе седнат во училишните клупи и ќе започнат ново поглавје во животот. Јас се викам Надија и Стојкова и ќе одам во Марина Попиванова. Ќе бирам праводеление. Денеска се запишуваа ученици во сите основни училишта. Во основното училиште Никола Каре во Кочани ќе се запишат 72 правачиња. Во основното училиште Свети Кирил и Методи 109, во основното училиште Раде Кратовче 56, а во основното училиште Крста Петков Мисирков во Оризари 35 правачиња. Оваа година родителите мора да ја почитуваат реализацијата, односно дечињата ќе мора да се запишат во најблиското училиште до нивната куќна адреса. Со новиот закон за основно образование донесен во јануари годинава, точно се утврдува во кое училиште децата мора да бидат запишани, но и во кои услови може да има отстапки. Според точно наведени услови под кои може да се прекраши реализацијата, според членот 63 од Законот за основно образование, детето треба да има наут и мислење, доколку има посебни образовни потреби, доколку во училиштето има подобри услови за настава, отколку во училиштето во кое припаѓа. Значи, доколку има физички хендикеп, може да се запише детето во друго училиште со подобри услови или во вториот случај, кога во училиштето каде треба да се запише нема настава на мајчин јазик.